Советот на јавни обвинители денеска одлучи да ја одбие иницијативата поднесена од обвинителката Ленче Ристовска, во која таа тврдеше дека трпи политички притисоци и надворешни влијанија поврзани со незината работа. Ристовска во својата жалба посочи дека нападите доаѓаат од политички структури на ВМРО-ДПМН, наведувајќи ги изјавите на премиерот Христијан Мицковски, кој ја нарекол медиокритет, како и објавите на веб страницата на партијата. Обвинителката исто така информираше дека во јануари оваа година поднела тужба против партијата и известување до Советот за заштита на самостојноста на јавните обвинители, барајќи и јавно извинување од премиерот. Во образложението на Советот се наведува дека наводите не биле доволно конкретизирани, за да се утврди реално влијание врз незината самостојност. Членката Маријана Илиевска посочи дека, иако изјавите и јавните напади се несоодветни, тие не биле директно поврзани со одлучувањето на Ристовска како обвинител. Советот заклучи дека нема докази за загрозување на професионалниот интегритет или надворешно влијание врз незината работа. Обвинителката Ристовска пак нагласи дека ќе ги искористи сите институционални механизми достапни за заштита на својата професионална независност, со оглед на тоа што смета дека е недозволиво било кое обвинето лице да врши притисок врз јавен обвинител, особено од позиција на моќ. Одлуката на Советот предизвикува реакции во јавноста, додека дебатата за границите на политичкиот говор и заштитата на независноста на јавните обвинители продолжува да биде актуелна. Во пресрет на велигденските празници, Агенцијата за храна и ветеринарство започна со засилени контроли кај операторите со храна низ целата држава. Целта на инспекцијските надзори е да се обезбеди безбедност на прехранбените производи и да се спречи пласирање на небезбедни или нелегални производи на пазарот. Контролите се насочени кон сите сегменти од синџирот на храна, од производство и преработка преку дистрибуција до продажба. Посебен акцент е ставен на боите за јајца и самите јајца, каде инспекторите проверуваат услови за чување и складирање, означување како и увоз на пратки. Секоја увозна пратка ќе биде физички прегледана на местото на истовар. Со засилен надзор се опфатени маркети, угостителски објекти, специјализирани продавници за јајца, производители и увозници на бои за јајца, месарници и зелени пазари. Со овие мерки агенцијата превентивно обезбедува граѓаните да имаат сигурен пристап до квалитетни и безбедни производи за велигденската трпеза. Оттаму апелираат до граѓаните да купуваат храна исклучиво од одобрени и регистрирани оператори, кои се под контрола на институцијата, да бидат внимателни и одговорни потрошувачи. Денеска во Кривичниот суд во Скопје започнува судењето против Стојанче Јовановски, сопруг на Ивана Јовановска, која на 2 март скокна од 6-ти кат заедно со 6-годишната ќерка Катја. Предметот ќе го води судијата Ивица Стефановски, истиот кој судеше во случајот за убиствата на Бања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Денеска пред Основниот кривичен суд Скопје мајката на починатата Ивана Јовановска, Љубица Стојановска, даде потресно сведочење за долготрајното насилство кое ќерка и го трпела од сопругот Стојанче. Според исказот, Ивана со години живеела во страв со видливи модринки и постојана контрола, загрижена дека може да и биде одземена ќерката Катја. Сведочејќи хронолошки, мајката раскажа дека на почетокот Ивана гледала позитивно на сопругот, но подоцна почнале да се појавуваат мудринки на рацете, нозете и лицето. Таа истакна и еден од најтешките настани од 2021 година, кога по полноќ била повикана во станот на ќерка и ја затекнала вознемирена со детето во преградка, додека Стојанче ја удирал пред детето. Полицијата интервенирала, но стравот на Ивана продолжил. Мајката упиша дека Ивана секогаш се грижела за Катја и живеела во постојан страв од губење на детето, дури и кога станот првично бил на незино име. Подоцна по барање на сопругот, сопственоста била поделена на половина, додека Ивана продолжувала да ги плаќа сметките и кредитите. Според исказот, стравот на Ивана бил присутен и во последните месеци од животот, при што дури и кога мајката и носела храна и други работи, таа ја молела веднаш да си замине за да не ѝ се случи нешто. Љубица Стојановска раскажа и за инцидентот од август годинава, кога Ивана исчезнала од дома по напад од Стојанче, кога била пронајдена и имала видливи повреди. Сведочењето на мајката ја осветли долготрајната трагедија и насилство што Ивана го трпела, како и стравот на детето кое било сведок на сите овие настани. Случајот продолжува да се обработува пред судот. Јавноста со внимание следи заеднички како институциите се справуваат со ваквите трагични случаи на семејно насилство.
Податоците на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека само во периодот од почетокот на оваа година до 10 март се регистрирани 319 кривични дела поврзани со семејно насилство, поднесени 207 кривични пријави, одреден притвор во 14 случаи и евидентирани 602 поплаки. Регулаторната комисија за енергетика денеска ги објави новите малопродажни цени на нафтените деривати кои ќе стапат на сила од нокеска на полноќ. Евросупер БС 95 поевтинува за 2,5 денари, ќе се продава по 84 денари за литар, додека бензинот Евросупер БС 98 поевтинува за 3 денари, ќе чини 85,50 денари за литар. Цената на дизелот останува иста, 95,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно ќе се продава по 92,5 денари, а мазутот ќе чини 50,410 денари за килограм. Од регулатор навелат дека трговците на големо и мало можат да формираат и пониски цени од максимално утврдените. До крајот на денешниот ден цените се движат за Евросупер БС 95 86,50 денари за литар. Евросупер БС 98 се продава за 88,5 денари. Дизелот за 95,5 денари. Со оваа корекција бензинот бележи благо поевтинување, додека дизелот останува стабилен, што ќе влијае на трошоците за транспорт и снабдувањето на граѓаните. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп упати остра закана кон Иран, најавувајќи можност за уништување на клучната енергетска инфраструктура, доколку не се постигне брз договор меѓу двете страни. Во објава на социјалните мрежи, Трамп истакна дека разговорите со новото раководство во Иран покажуваат напредок, но предупреди дека САД ќе презема драстични мерки доколку Ормускиот теснец не остане отворен за меѓународен сообраќај. Трамп најави дека потенцијалните цели би вклучувале електрани, нафтени полиња, како и стратешки остров Харк, додавајќи дека овие објекти досега намерно не биле погодени. Според него можни удари би опфатиле и постројки за десалинизација на вода, што дополнително ја зголемува сериозноста на заканата. Од друга страна, властите во Техеран категорично ја отфрлаат можноста за попуштање под притискот. Председателот на иранскиот парламент изјави дека земјата нема да прифати понижувачки услови, нагласувајќи дека секоја евентуална копнена интервенција ќе биде пречекана со одговор. Во меѓувреме САД продолжуваат да го зголемуваат војното присуство во регионот, испраќајќи илјадници војници и специјални сили на Блискиот исток, што укажува на можноста за поширока војна операција. Паралелно Израел интензивира воздушни напади врз цели во Иран, насочени кон војна инфраструктура и позиции поврзани со балистички ракети. Развојот на настаните ја држи ситуацијата на рапна ескалација, додека меѓународната заедница внимателно следи дали дипломатските напори ќе спречат поширок конфликт во регионот. Рускиот танкер Анатолий Колодкин, кој транспортира околу 100.000 тони сурова нафта, пристигна во Куба, соопшти Руското министерство за транспорт. Се очекува товарот да биде истоварен во пристаништето Матанзас, откако бродот претходно се движел долж северниот брег на островот. Испораката доаѓа во критичен момент за Куба, која се соочува со сериозна енергетска криза поради 3-месечниот прекин во снабдувањето со нафта. Недостигот доведе до рестрикции и чести прекини на електричната енергија, што директно ги погодува околу 10 милиони жители. Кризата дополнително се продлабочи откако САД го прекинаа извозот на венецуелска нафта кон Куба по воведувањето санкции. Сепак, американскиот председател Доналд Трамп неудамна сигнализираше можност за пофлексибилен пристап, изјавувајќи дека нема проблем други земји да ја снабдуваат Куба со нафта. Кубанските власти предупредуваат дека енергетската нестабилност веќе има сериозни последици врз секојдневниот живот и функционирањето на институциите, особено во здравствениот сектор. Според нив, зголемен е ризикот за пациентите, особено за оние со тешки заболувања. Пристигнувањето на руската нафта се гледа како едно привремено олеснување, но неизвестноста околу долгорочното снабдување и понатаму останува предизвик за земјата.